Ако според НАСА минатиот месец бил најтопли од април досега на светско ниво, што е уште еден доказ за глобалното затоплување и за последиците кои можат да се претпостават, тогаш логично е во секој град или држава да се размислува за алтернативните извори на енергија кои по дефиниција имаат најмалку двоен ефект – еколошки и енергетски. Колку некои се отидени далеко, а колку ние сме назад, зборува примерот со Германија, која деновиве успеа да ја покрие речиси целокупната потреба за струја од обновливи извори на енергија. Или од сонцето и ветерот како извори во оваа развиена земја биле произведени над 45 гигавати така наречена зелена енергија. Издвоениот успех на германците се случува во време кога најголемите загадувачи, односно земји кои испуштаат стакленички гасови, ја подпишаа спогодбата за намалено емитување, а меѓу нив се велесилите САД, Русија, Кина, Индија и членките на Европската Унија. Општина Кочани и другите во регионот премалку ги користат обновливите извори на енергија, иако можностите се многу големи. Не треба да се заборави дека со 280 сончеви денови во текот на годината, Кочанскиот регион е во самиот врв на светско ниво, веднаш зад одредени региони во Калифорнија. Тоа возможува околу 1400 киловат-часови сончево зрачење на квадратен метар, што е исклучителен енергетски потенцијал. Од тука и споредбата со Австрија и Германија, кои имаат за 30% помало сончево зрачење, а практично се водечки земји во Европа во користењето на сончевата енергија. Сепак и кај нас работите последните години забележуваат мало поместување во позитивна насока. Например, годинава околу 16% од енергетскиот биланс отпаѓа на обновливи извори, како што се малите хидроелектрични централи и фотоволтаичните панели, а се размислува и на термалните води, на ветерни електрани и на биомасата. Почетните искуства во неколку кочански фирми кои веќе остваруваат профит од производство на струја од сончева енергија се добар подстрек и другите да ја следат оваа профитабилна инвестицијска пределба. Особено затоа што крајно време е светот да им сврти грб на фосилните извори на енергија.